нема да слуша лодинг на Student FM, главата ќе му се сече. Здраво, здраво, драги слушатели, добродојавте во шестото издание на емисијата Loading за гейминг и IT. Јас сум вашиот водител Кирил Ромулан Трајков, каде што во наредните 15 на минути би ви го задржал вашето внимание со токму овие геймерски информации. Се разбира, имаме неколку информации подготвено за вас, 5 се од геймингот, 5 се од IT областа, па дури имаме и 2 песни, се разбира, подготвено за вас, драги слушатели. Мразот ќе окршиме со што ќе окршиме? Ќе окршиме со Dragon Age. Значи, внатрешен извор открил за Kotaku дека франшизата Dragon Age ќе има PvE и PvP мултиплеер модови за арена. Не е се уште јасно во оваа фаза на развитокот на играта дали мултиплеер делот ќе биде вметнат како дел од поголем наслов, веројатно Dragon Age 3 или како посебен даунлоад. Фактот дека EU и BioWare открија детали дека развиваат мултиплеер мод за една од нивните традиционални синглплеер игри како Mass Effect 3 и затоа би имало и до некаде логика да направат и потенцијален мултиплеер мод и за Dragon Age. Овој мод најверојатно би го користел Frostbite 2 енџинот на DICE, кој што беше ефикасно искористен од Battlefield 3 и Need for Speed The Run. Во било кој облик и да се појави овој мултиплеер мод, ако воопшто се појави, се разбира, изворот на информацијата вели дека змејовите ќе видат поголем дел од играта, па дури ќе можете да играте со нив. Па така, напорот да се заменат зомбијата и вселенските маринци со змејовите во сферата на видеоигрите продолжува следејќи ги чекорите на пачот на WoW, The Hour of Twilight и се разбира Skyrim. My life for Nazul. Еве нешто што ќе ни израдува сите нас, посветени фанови на Valve. Мајчка со логото на Half-Life 3 била забележана од уметничкиот директор и продуцент Чандана Еканајак на Uber Entertainment на локален гейминг настан. Тој изјавил на Twitter дека мајчката била носена од некој од вработените на Valve. После ова, како голем фан на Half-Life сериите, се што можам да кажеме, те молам Господе, нека ова биде вистина. Поминаа скоро 4 години без никакви вести или било што би ја најавила Half-Life 3. Што значи дека можно е да се очекува некаква ваква експанзија, но времето ќе покаже и ќе видиме дали од Valve ќе се смилуваат на нас обичните смртници под планината Олимп да ни кажат дали планираат ваква експанзија или пак не. Сега, драги слушатели, по оваа вест за Valve ќе слушнете една многу интересна песна од една многу постара игра, не многу постара игра, но постара. Станува збор за нешто што ни доаѓа од Rise of Nations.
Еве нешто што е доста невообичаено за оваа емисија. Бета тестирањето е отворено за најновото приложение на Flight Simulator серијалот на Microsoft. Едноставно наречена Microsoft Flight, ќе биде достапна во јануари 2012 година, додека пак впишувањата за тестирањето на бетата се отворени и може да се пополнат на официјалната страна на оваа игра. Според најновиот пост на Microsoft News, можете таму да очекувате повратен одговор дали сте избрани или дали сте воопшто дел од бета тестирањето во јануари. Се уште ја немаме видено Microsoft Flight, но се очекува да биде наменета за што е можно поголема публика и играчи. Има вклучено мисии каде што ќе треба да се превземе некаков товар, да се превезе истиот, да летате во лоши временски услови, да најдете изгубени луѓе и многу други мисии. Сумирано, сите играчи со различни вештини и можности ќе имаат забава, предизвик и се разбира одлично искуство. My blade thirsts. Сега нешто посветено за Dota 2, односно за мојот намилен карактер Traxxas the Drow Ranger. The Drow Rangerот може да биде повеќе наменски борец, може да понуди константна помош со своите замрзнати стрели и да ги држи нејзините непријатели во ќош, да ги замолчува за да не може да одговорат со магија кога ќе бидат приморани на тоа и да дели добра штета со својата пасивна трушот аура и стрелачките способности кои се заосноваат се разбира на агилити. Добар стрелец ќе ја држи далечината, која ќе го кајта непријателот со константен бараш, не дозволувајќи им на нив да дојдат опасно блиску до нив. Сето ова може да го постигне токму Traxxas. Еве некои предности и мани кои што ги имаат тие. Еве, односно нешто повеќе за предностите. Екстремно добар херој во mid и late game со многу малку херои кои што може да ја стасаат во DPS. Висока штета, брзина на напад и оклоп, се разбира сето тоа е наречено ултиматно. Добро се синхронизира со други херои кои што се на далечината заради нејзината трушата аура. Надолга далечина од сите херои, 275 AOE Silence Damage и голема далечина на напад плюс Orb Walk. Еве сега некои од маните кои што ги има таа. Малку живот, односно е многу нежна, некој нарекува дури и стаклен топ. Нема механизам за бегање, потребно е многу време за фармање. Има вграден орб ефект, што значи дека изборот на ајтеми е доста ограничен. Ја нема мега фарминг способноста, односно да исчисти бранови со крипови како други херои, како например Moonglaive, Cliff и останати. Сега одиме со уште една номера која што имаме подготвено за вас, драги слушатели и геймери, на емисијата Loading на 929 на студентското радио Student FM. Имаме нешто да ви пуштиме од Age of Mythology. Не ви откривам номерата, односно песната, самите ќе си откриете, но се разбира на секој искусен геймер добро позната ви е. Уживајте!
Во Age of Mythology ќе се вратиме за нешто што ни е предоделено за нашата IT рубрика. Станува збор за технологија со која ќе можеме со поглед да ги користиме смарт телефоните. Претходната информација за смарт телефоните ни беше дека со помош на предната камера и регистрирањето на некои движењата со рацете ќе може да го контролирате вашиот телефон исто како Jedi маневар, со силата се разбира. Ако тоа ви се допадна, тогаш овој софтвер ќе се заљубите без никаква дилема. Според SenseEye и нивниот софтвер што го елиминира движењето на рацете и користењето на гласот, ви овозможува да сурфате на интернет и да играте игри користејќи ги само очите и вашиот поглед. Хардверот користи многу мала камера која ви ги следи зениците, а таа информација ја дава на телефонот. Креаторите на оваа технологија предвидат дека ова ќе биде составен дел од секој смартфон телефон до 2013 година. Сепак пред да се случи тоа, тие планираат да состават продукт кој нема да биде составен дел од нив и нема да биде вграден и ќе може да се прикачува на сегашните таблети и смартфони. Со надеж ова ќе ни овозможи да внесувате лозинки со брзина на мислата. Покрај ова ќе ги направат телефоните многу подостапни за хендикепираните лица и лицата со пречки во развојот. Со нетрпение чекаме да видиме до кај ќе дотера оваа технологија и колку прецизна таа ќе стане. Let terror reign! И за крај го чуваме најубавата. Се разбира повторно Star Wars The Old Republic, но драги слушатели, што да правиме, тоа е тоа што најмногу се бара од гейминг комјунитито во светот, па и во Македонија, и еве да слушнеме што всушност ни нуди Sith Warriorот, односно Sith Lordот, кој што е класа на империјата. Терор во целосна смисла на зборот. Сит војнот поврзува во битка со неговиот тежок оклоп и добро познатиот светлечки меч. Тој служи на моќен господар и неговата агенда, но не бидете залажени, неговото борбено искуство е само рамно на неговата потреба за моќ и се разбира, тој е еден ден ќе стане и Сит Лорд. Во поглед на приказната почнувате како млад благороден Сит кој е пратен во Сит академијата на Корибан, каде што ќе ги развивате вашите вештини и ќе инвестирате во војните напори на империјата, но и во вашите исто така. Таму прво ќе се запознаете со вашиот темен господар и ќе бидете пратени да ширите хаос и очај низ целиот универзум. Или пак не, ќе добиете шанса низ диалог да се изјасните за тоа. Војнот е класично лицетворие на гради класа и борец. Неговото име тоа го доловува перфектно. Неговиот оклоп и меч се неговите најдобри пријатели, тој ќе сака да ја намали далечината помеѓу него и неговата жртва, за да ја исецка на мали парчиња. Тој тоа многу добро ќе го изврши. Ќе користите и добро познатата сила, но главно за да преживеете во некоја битка или за да го успорите вашиот противник. Нема да има некои светкави молњи, но за нивна сметка ќе може од далечина да давите луѓе со, се разбира, добро познатиот Force Choke, за да не ви биде досадно. Најзаразно во оваа класа е класниот амбиент. Уште од самиот почеток вие сте моќни и сите во империјата, освен вашиот инструктор, ви се плашат и ве почитуваат. Луѓето ви се обраќаат со My Lord и се обидуваат да не бидат на вашата лоша страна. Всушност, ваков третман треба да добиете ако тежнеете да бидете некој вид на прототип на Дарт Ведер. Тука некаде крајот на нашето 6-то издание на емисијата Loading на Student FM. Останете со нас. Наредната среда ќе може да слушнете уште некој плюс повеќе информации за геймингот и за Loading. Оваа емисија се разбира ќе може да ја слушнете и подоцна во текот на неделата на нашата фан страна на Loading, односно Loading на Student FM 929 на Facebook, каде што ќе биде прикачена заедно со сите овие прилози плюс по некој трейлерче или некоја слика, ако успееме да се разбира дека ќе успееме да вметнеме на нашиот Facebook профил. Тоа е тоа, драги слушатели, останете со фреквенцијата на Student FM. Овие 15 минути беше со вас Кирил Ромулан Трајков и се слушаме до наредната емисија. Чао, чао!